Добар ден, маестре. Добар ден, муштери. Готови се? Готови. Шо ти кажам? Слушай, еве ја види. Кажа ли те бедицува? Малку не ме бедицуваат кај ни на арни, уејте, него ќе држа тој. Не ми е прв пат кај тебе да шијам. Убави се. Хај со здравје да си носиш. За договорено. То да. Така ли? Тамам. Со здравје да си носиш. Ти со здравје да си ги трошиш. Ајде со здравје. Со здравје. Со здравје. Добар ден, пријателе. Добар ден. Каде вака? Кај терзијата? Ти исто кај него беше? Кај него шиев некои панталони, па... Беше да се ги земиш? Да. И јас имам едно елече со панталони ми шие, па и јас да одам да си ги земам. Да знаеш многу убаво работи. Убаво работи и муштери си има човекот. Ама сети ки нешто како кај него да не чини, знаеш? Оти? Еве дуќанчето раскапано. Овде ќе заработи, таму ќе загуби. Абе секако некоја несреќа да го прати и никако да му тргне работата напред. Глава да крене сиромашки. И јас така си мислев, ете, сега кај него, кога бев, и се мислев да го прашам нешто за тоа, Шо? да зборнам нешто за тоа, ама ми падна жал на сиромашкиот. И си мислам, таква му била судбината на човекот. Од тоа не може да се бега. Не може. И од шкртнатото не се бега. Шо ти е шкртнато, то ќе биде, така да знаеш. Така е, пријателе, така е. Ај ние да не бериме туѓо гајле, да си ја гледаме нашата работа. Арно велиш, Така, пријателе. не ли пријател? Арно велиш. Ај со здраве. Ај со здраве. И чекај, намини да кајме на ракија? Малку да позавршам со работата, ќе дојдам. Ќе дојдиш? Ќе дојдам. Да дојдиш. И ќе дојдам. Така да знаеш, ќе дојдам. Ај со здраве. Добар ден, мајсторе. Добар ден, муштери. Како ти оди работа? Како ај? Никако, Ама дуќанчево не си го загреал, ладничко е мал. Јас до работа се греам. Убаво, браво, така треба, така. Што да правиш късмет, јас гледам да трни поарно, ама неќе. Море, мајсторе, не ти е за жалење. Како бре, не бе? Не да. Туку гледај се што ќе ти речам. Многу пати си мислам на тебе, и така си велам, шо е тоа што не ти дава да ти тргни работава напред, вреден си, убо работиш, ама сети ки некоја несреќа те следи и никако да ти тргни напред, мајсторе. Шо има ти да мислиш на мене? Така дете се. Такво ми била късмето, тако ми бил, среќата. Од ова кожа, од друга не се може. Еве го ова твоего. Еве го, готово. Види, ја го пали нешто. Убаво. Златни раце имаш, мајсторе, златни раце. Само лоша среќа се чини од ти. Ете, Што да прев, така ми било пишано. Повели, мајстор, повели. Фала ти. Чекај да види, напре раката. Убаво. Така. Да не го истуткаме. Со здравје да си го носиш. Ај ти со здравје да ми седиш. Ајде. Еве, мајко, сега што да правам? Сега ќе го отсиш брашното, однеси го таму, и ќе ставиш овде шарлаганата лажица, ќе се стопли, убаво, кој ќе биде топло, ќе ставиш 2 лажици, ама полни лажици брашно, и убаво ќе го запршиш, ќе го запршиш. Си дојде. Добар ден. Ручекот готов. Што е ова бре, брашно ли ќе јадеме? Брашно, ми тоа јадеме, каша. Ја учам каша да прави голема, веќе нека се учи. Каша? Аман море секој ден каша. Ми кажеш. Каша да каша. Што друго? Зар си донел јагне да го испечам, а и да го донесеш, не знам да го испечам. Што е? Прибери го. Кој го таму? Леле, влак на кон си. Оти, затоа го донесе да го чистам. Шо си прел со него?
Како мориш што сум правил, па сум го облекол, работев, муштери. Соме го работеше, шиеше со него. Ами и студено, денеска се погоди, така морав да го облечам. Не, тоа е за празник, тоа е за делник, што си го направил. Каша. Еми, каша, домакине, ти реков, ај донеси едно јагне, да го испечам. Што збориш, Марики? Што збориш? Што сакаш со тоа да речиш? Што сакам? Знаеш што сакам да кажеш? Се тоа го зборувам. Немој, мајко, пак за тоа. Така ни било пишано на сите. Така ни било пишано, ама од пишањето може и да се избрише. Само бришалото треба да се најде, а тој седнал немрда од дуќан да го побара тоа бришалото некаде. Марижино, кај додам јас на овие години, бре, каде? Ти мислиш и јас сакам да одиш. Така си зборувам, ама и ми е жал кога те гледам вака како се мачиш. А згоре на тоа и душата си ја гризеш, се заради нас. И се нешто пред нас се чиниш како виновен, како ти да си виновен. Се затоа ми е. Знам, бре, денес еден човек ми го рече истото. Вели, не е лошо да си побараш чаре на друго место. Може таму ќе е поарно. Немој, татко, сами да не оставаш. Еве, јас ништо не барам. О, ве знам јас оти ти не бараш ништо, ама не бива вака. Не бива. Не можем јас сиромаштија на некоја друга сиромаштија да те пуштам. Не. Поарно е да одам, да најдам некој друг град, кај што има побогати луѓе, повеќе плаќаат. Каква среќа имаш. Знаеш што? Ке стигнеш таму и од градот ке се запали. Тоа ти е среќата. Мајко, немој да кобиш. Не кобам. Ама така си е. Тој заработа и овде заработува, печали. Ама не среќи пусти печаленото, се на лошо ќе отиде. Ова се скашило, напукнало, тоа е истекло. Од лошо на зло, од трн на глок. Така тргнала работата, што таа правиш. Ама ако сакаш пак оди, може овде ти е несрекно местото, може таму ќе биде поарно, ако си решил. Абре, жено, ти ми велеш и порано, ама јас се си велев оти, одинајет ми го велиш ова. Се додека не ми каже денес оној човекот таму, во дуќанот. Велам, жената само за инат ми вели да си одам од тука, да барам чаре. Не, домакине. Инат јас на куќата своја ќе си водам. Не, ако си решил, ќе ти подготвам се за пат. И тргни. Ајде, подготвите рано да тргнам на пат. Татко, ако не врви да си дојдеш. Ние може и вака да се живееме. И од мене истото го имаш да знаеш, да си дојдеш. Ако е полошо од овде што е, да си дојдеш што животот е еден. Не се прла ваму таму. Арно останете вие со здрави и чекајте ме, јас ќе се вратам. Ајде со здравје да си одиш. Жив и здрав по патот да си одиш. А со среќа и субо. Добар ден. Добар ден, човече. Видува малку да здивнам тука. Си го патил местово пред мене. Ви, пријателе, здивни ве, оти да не здивнеш, па дрвово не е на татко ми, да не здивнеш и ти. Отпри се здивни си. Фала ти многу. Нито сум го купил. Ајде сум го купил, не се арчи, бе, пријателе. Ако се подправам јас, не се арчи дрва. Шо вака, шо правиш, кај си тргнал? На далек пат. На далек пат, пријателе, тргнав. Јас, знаеш како, тргна да си ја варам среќата. Зашо ќе се фатам, работа не бидува. Не ти оди, не оди. Па решив додам да најдам некој поголем град,
Kaj što će ima rabota tak. Ama, gledamo ti ne bidua. И таму не ти I оди. tamo ne bidua, nema da vidi ta rabota, pa velam, dodam do kaj, gdje do gospoda da go najdam, da go pomolam. Da mi kaže kaj mi je sreća. Ами ти кај него си тргнал, пријателе? Еми, сега kaj nego ću. Еми јас баш таму сум тргнал. Ajde. Ами ај дојме заедно. Бидува да бидеме другари, да си кинисаме заедно. По ова било, она било, лав, муабет, ќе стигнеме полесно до Господа заедно. Бидува? Се правиш другар? Bidua, oti da ne bidua, ja za to drugar se pravim, oti da ne se pravim. Što veliš lav muhabet, kaj da će pomini vremето. Полесно и одењето е. Така, арно велиш. Па, пријателе, слушај, да кинисаме ние лека полека, па може и скоро ќе го најдеме Господа. Јас можам и да те одведам натаму. Ајде. Ама, ќе оиш се по мене. Се што ќе правам јас, ти само ќе молчиш и ќе траиш. Нема ништо да ми прозбориш. Чекай, бе, полека, не ли рече ти сега оти си... Како? Чекај бе, пријателе, уште не сме тргнале, ти веќе ми преречуваш. Реков ти само да молчиш и да не ми преречуваш, јас ќе те однесам близу до Господа. Бидува така? Ама да не е за некои лоши работи, слушај. Еми се ја реков, лошо, арно тоа е. Ти само да молчиш и да истраеш. Бидува? Еми, ај, штом ќе ме водиш кај Господа, да речам бидува. Ќе издржиш се. Па давам збор. Дај си ја раката, пријателе, и да тргнеме како другари. Ајде. Пријателе, ако е за аир, доста беше одење. Него селото. Ај сега да влеземе и дојме кај едни пријатели мои. Кај едни чорбаджи. Ќе влеземе сега кај првиот и најголем чорбаджија, домакин во селото. Ја, ти вакви пријатели имаш? Бе, пријатели. Богати? Секакви имам јас. И богати, и сиромаси, и умни, и неумни. Ќе ги поминеме сите. Ајде, да кинисаме. Арно. Ајде, по ова патче.
Пријателе, виде сега што домаќин човек е овој. Многу ти благодарам, домакине, нарно ово јадење. Да ти кажам, јас одамна вака се немам најадено. Да не речем, никогаш не си јадел ова. Мојава куќа нека биде како ваша. Овој овде е мој пријател и за него се овде како да е негово. А прибидејќи ти си негов пријател и за тебе исто. А сега јадевте што јадевте, вечеревте што се вели, сакате да си легнете, а? Но ти рековте, утре рано сакате да кирисате. А? Жено, распослано ли? Се е готово. Гостиве нека си легнат, а јас ќе ја раскренам трпезата. Ајде, на здравје вечерата. Фала! Здравје да си имате. Аха, здравје да има. Епа, мили пријатели, одете ми со здрави и да знаете, ова моја куќа за вас ќе биде отворена во секое време. Сполај ти домакине, здравје да имаш. И фала ти на се. Фала, среќен пат. Фала. Ајде, среќен пат. Со здравје. Со здравје. А, Ајде, со беше, ано, здравје. повелете, дојдете и друг пат. Ајде, Ајде. ајде, со здравје. Ајде, Со здравје. ајде. Арно ти е лепча. Тетја, од нас толку. Ете, што беше тоа. Домаќинки има ли уште нешто? Ако нема, каве има. Не продолжавање, само кавете ќе сварат. Не. Не, а? Како ти вика тебе? Што ти? Судире, фала ти многу пати имаме ние поминато. И ова работа, каве, такви работи, ракија, јас не пијам. Ама и затоа велам, не треба таа работа. Имаат утре работа луѓето. Да, Легнеме да одмориме. да, вие одморете утре са бајле ќе надрва. Со сите, со жена ми, со децата. Вие вака да си се одморите, да кажете, пријателе. треба, фала. се ќе наредиме работата. Ние надрва малку, ладно е време. Не, фала ви на ова што го дадовте. Аснавме убаво лоши, поминавме. А за вечера, да ви кажеме, за вечера пак има јадење. И постелата ќе ви ја наместиме. Што да угодно. Така, убаво. Ова вашето, кода е наше. Така, нашето е ваше, убаво го кажува. Ајде прикажете, ајде, уште малку. Јајцева ти се многу бај домакин. Нашите, наши. Убаво. Масленце има повеќе, затоа. Ајде, На здравје нека е. сполај. Такви сме си ние, што е наше и ваше да е. Убаво. Рече нешто, пријателе? Не, велам мај да продолжиме. Слушај ме сега, ќе те однесам
кај една вдовица си има сад едно машко дете. Таму ќе ручаме и таму веќе ќе бидиш поблиску до онаму кај што си тргнал. Се видела мојата црна темница, ај додим. Оти нешто не ти се бендицуе, пријателе? Не бре, не, ај велам да продолжиме понатаму. Хајде, хајде. Домаќинке, сполајте на оваа пита. Секогаш кога доаѓаме така убаво не гостијаш. Чекај да те опитам пред да речи. Секогаш ли вака вратата за нас ќе биде отворена тука од твојата куќа? Секогаш ќе биде отворена, само вие повелете. Така. Ако сакате, останете и вечер да спиете. Не. Не сме за спиење. Долг пат не чека. Добро. Само едно ќе те молиме, домаќинке. Да. Ова дете во твое. Ако сакаш да го даиш, да не изведи од селото надолу, ќе јас плато не го знам. Сигурно, како не? Па бидува, како не бидува, ајде синко. Бидува, ќе не однесеш да не изведеш од селото. Јас твојот збор два не го правам. Не го Кај прави. сакаш ќе ве однесам. Сите патишта ги знам. Еви сега да ти кажам, тој пат лично ми го кажа, не ќум сакам преку Ридо, покрај планината, покрај долот да не изведеш. Видува? Бидува како не бидува. Знаеш тој пат? Не ми е тешко мене. Добро. Лелија така ја се потприме у шетроа, а сетне да кирисаме. Оти вака напред, бре, човече. Вака ли ќе ме носиш ти мене кај Господа? Со арамилак, со палење куки, со убивање луѓе? Бре, кај Господа не се оди со вакви лошоти како тебе, бре. Со поарни работи, со добриње луѓето не може да стасат кај Господа, не вака. Ти ми се чини, пријателе, рече дека ќе молчиш. Реков, ама сега одрекувам. Како да молчам, бре? Како да молчам кога се тоа го гледам? И шо јас треба да бидам дел од таа работа, а? Не сакам вако валкан јас додам кај Господа. Не. Чекај ме, де. Чекај ме полека, поред се да ти кажам, па ќе видиш ти. Ти мислиш оти се тоа јас што го направив е кривдина, демек. Неарно е. Сега јас ќе ти раскажам се поред, па ќе видиш оти тоа е правдина. Кажи ми оти правдината е кривдина или оти кривдината е правдина, нели? Како, бре? Како? На едниот му украде чашата со светјата да му ја дадеш на другиот во куќата. На сиромавиот му ја запали куќата. Јазик на честа на домакинката што не ја направи која детето и го турна и го отепа, бре. Вака ли се оди кај Господа? Чашата што му ја однесов на оној домакин, онаа позлатената со светјата, и ја дадов на тој другиот домакин. Мислиш дека ја украдов? Не, бе, пријателе. Таа чаша си беше негова, само беше украдена.
Ете, правдината си дојде на местото. А куќата, што му ја запалив на тој, заарно ја запалив. Чунки внатре немаше никој. Си, ако ќе почне да си прави нова, во темелите ќе си најде ќупче со злато. Ете ти е пак правдината. А детето што го турнав, не го отепа, бе. Шо бре, и тоа вели што ти е заарно, ти дете во го отепа. Вакви валка не додиме кај Господа. Ако кажеш оти тоа е заарно, тебе те отепа. Тоа го направив за тебе. Да видам дали ќе го прекршиш дадениот ти збор. Така, штом го прекрши и прозборе, тоа значи оти ти не можеш да трпиш неправдиње. Тоа е арно. А детето си е живо. Жив е, а? Демек сега и при мајка му ќе си појде, а? Живо е, и ќе си ојд кај мајка си. Така. А ти сега што се реши? Сакаш ли да те водам кај Господа, али не сакаш? Не одам јас кај него вака. Ќе си ја тргам сиромаштијата. Се срамам да одам јас кај него вака. Лели така си решил, пријателе? Ај, ој си ти дома. И на прагот на твојата куќа да ископаш. Ќе си најдеш големо богатство. Чунки го најде и Бога. И велиш, тоа беше Господ? Не ми се верува. Не знам, жено, сега... Ама треба да е за верување? Се со мои очи видов, се. Да, мајко, а и за парите под прагот не лажал. Колку пари имало, а не сме знаеле. А не знам дали биле таму од порано, можеби подоцна ги ставил. Од кај знам. Ма како било да било, сега тебе ќе те направиме една чорбаджиска керка. Ќе си направиме една голема куќа, а? Бидува? Ама дуќано да не си го оставаш. Не.